Добро вечер. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски во очет за сработеното по преземањето на новиот мандат вели дека со проектите кои ги реализирал го подобрил урбаното живење во општината. Тој посочи дека годинава изградиле или реконструирале 20 на километри водоводна мрежа на целата територија на општината, нови 7 километри канализацијска и водоводна мрежа. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Во продолжение погледнете што друго подготвивме. Средношколски лиги 2013-2014. Одбележан денот на превенција на полицијата. Дирекцијата за заштита и спасување донираше 120 кебиња за жителите на Циглана. Општинската организација на Црвен крст Газибаба ја промовираше својата брошура со реализирани активности. Градоначалникот Куца Трајановски денеска присуствуваше на првиот надпревар од средношколските лиги помеѓу училиштата Урце Николов и Панче Караѓозов, при што најави реконструкција на неколку спортски сали и изградба на една нова спортска сала. Почетокот на надпреварите во колективни спортови во рамки на Лига системот на надпревари на средните училишта во град Скопје за учебната 2013-2014 година официјално беше означен денеска во средното училиште на град Скопје Урце Николов со надпревар во одбојка во женска конкуренција. На надпреварот помеѓу екипите на Урце Николов и Панче Караѓозов присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски, кој истакна дека најдобрите екипи и ученици од групните и индивидуалните спортови и оваа година ќе учествуваат на меѓународни надпревари во соседните земји. Со почетокот на оваа лига и со останатите лиги практично активно се врши спортување во средните училишта во градот Скопје. Практично во 28 средни училишта, од кои што 21 кои што се по надлежност на градот Скопје, неколку државни и неколку приватни училишта, значи вкупно 28 училишта, 268 екипи се надпреваруваат во неколку спортови. Практично имаме 1000 надпревари годишно кои што се одржуваат преку овие лиги, или околу 6000 ученици се вклучени во надпреварите во сојузот на училишни спортови преку овие лиги, во ракомет, во одбојка, во кошарка, во футсал, во куглање, и во другите спортови, има индивидуални спортови, со што сметаме дека градот Скопје, а учениците во средните училишта во градот Скопје активно спортуваат преку сојузот на училишни спортови. На крајот од годината се прави Final Four, во кој што се избираат најдобрите екипи во поделни спортови. Исто така се учествува и на државните надпревари, во кои што екипите од градот Скопје освојуваат многу медали. И значено и тоа што најдобрите спортисти во одредени лиги, градот Скопје секоја година ги организира и ги носи во некој од градовите кои што се од блиското наше окружување. Значи бевме во Загреб, бевме во Белград, бевме во Софија, понатака ќе одиме во Истанбул, во Љубљана, значи во останатите градови, со кои што учениците од градот Скопје, спортистите од градот Скопје ќе можат да ги одмерат своите спортски способности, исто така со средните училишта во соодветните градови. Трајановски потенцираше и дека градот ќе продолжи да ги подобрува условите во кои младите практикуваат спортски активности, при што најави изградба на нова спортска сала во средното училиште на град Скопје Боро Петрушевски. Градот е издвоил по 1,5 милиони до 2 милиони денари за одржувањето на сојузот на училишни спортови, а при тоа исто така инвестираме и во подобрувањето на условите во кои што спортуваат учениците во градот Скопје. Еве се изгради салата во Зефириш Марко од 2014 година, во буџетот за 2014 предвидени се средства за изградба на сала во средното училиште Асус Боро Петрушевски. Изградени се 2 атлетски терени, обновени се и реконструирани се повеќе сали. Продолжуваме да ги обновуваме и реконструираме и следна година, така да спортот е значен фактор во градот Скопје и градот Скопје обрнува големо внимание за спортувањето на учениците во средните училишта во градот Скопје.
Дирекцијата за заштита и спасување денеска им излезе во пресрет на жителите на Циглана, чии што куќи изгореа во пожар. Донацијата се состои од 120 кебиња, како и прехранбени и хигиенски пакети, а директорот на дирекцијата Шабан Салију најави дека неговата предновогодишна плата ќе донира токму за жителите од Циглана. Као Дирекција за заштита и спасување водиме грижа за населението во нашата држава и денеска со нашето присуство на лице место сакаме да помогнеме во одреден дел една мала скромна донација, околу 120 кебиња, одредени пакети за исхрана и одредени артикли за одржување на хигиената. Дирекцијата за заштита и спасување беше во постојана координација со противпожарната бригада на град Скопје, која во суштина представува дел од системот на заштита и спасување и влегува во републичките сили на Дирекцијата за заштита и спасување. Она што го потврдуваме, значи се работи за страшно брз пожар, кој од 8 до 10 минути ги пеплоса сите живеалишта во оваа населба. Противпожарната бригада мислиме дека соодветно и правовремено действувала, меѓутоа кровната конструкција на овие живеалишта која е заедничка направила голема штета и брзина на пожарот со кој сите живеалишта се целосно. Ние нема да застанеме тука, напротив, тука као Дирекција за заштита и спасување, оперативен орган на владата на Република Македонија, ќе се обидеме и понатака да дадеме основни можности да се санираат состојбите колку толку со граѓаните од оваа општина, бидејќи сместувањето во Љубанци не ги покажа некои добри резултати за да може да обстојуваат семејствата, бидејќи имаат тие дечиња кои одат во училиште. Шабан Салију ќе ја донира као директор на Дирекцијата за заштита и спасување последната плата која овој месец ќе заврши пред нова година, ќе ја даде на жителите на населба Циглана за да може преку еден мал мој допринос колку толку да помогнам за населението. Црвениот крст Газибаба денеска ја промовираше брошурата за работа и активностите на оваа невладина и непартиска организација, која има за цел да делува превентивно врз ранливата категорија на граѓани, а воедно додели и благодарници на фирми од бизнис секторот за поддршката кои тие ја даваат на Црвениот крст во реализацијата на проектите и активностите. Прилог на Томислав Атанасовски. Општинската организација на Црвениот крст Газибаба денеска на посебна свечаност ја промовираше својата брошура за реализираните проекти и активности од 2010 до 2013 година. Од проектите ќе ги споменеме Младоста и искуството, моќта на хуманоста, Здрави деца за посветла иднина, едукативни работилници на тема ХИВ-СИДА и сексуално преносливи болести, донација на прехранбени и хигиенски пакети за социјално загрозени семејства и облека, организирање на разни едукации по прва помош и организирање разни крводарителни акции, како и работилници за превенција од трговија со луѓе и дрога и надпревари по прва помош. Работата на организацијата е насочена и се темели во повеќе области, и тоа социјално-хуманитарната дејност, здравствено-превентивната дејност, првата помош и крводарителството. За подобрување на социјалната состојба на ранливите групи, општинската организација делува постојано и во координација со различните институции, организации и компании од општината. За подигање на здравствената култура на граѓаните од областа на здравствено-превентивната дејност, општинската организација едуцира, врши едукација на различни теми, а истовремено работи и на едукација на младите и за нивната заштита. Општинската организација на Црвен крст Газибаба секогаш и благовремено е на местото за помош на ранливите групи. При дејствувањето за време на овие активности од големо значење е поддршката што ја има од институциите, организациите и општествено одговорните компании. Соработката со бизнис секторот и општина Газибаба е од голема важност за функционирање на Црвениот крст Газибаба и без нивна помош овие проекти немаше да бидат реализирани. Затоа општинската организација на Црвениот крст Газибаба денеска додели и благодарници на представниците од бизнис секторот за нивната поддршка која и понатаму ќе продолжи. Ова е еден начин на кој што ние сакаме да покажеме нашето транспарентно работење, дека вашите вложени средства да знаете каде сте ги дале, дека се на вистинското место и дека во иднина и понатаму ќе
да речем продолжиме со активности кои што пред се ќе ги заштитуваме младите, а се понатаму и сите други категории на млади луѓе и така социјални семејства. Општинската организација на Црвениот крст Газибаба веќе има својата агенда за 2014 година, а како приоритети се воспоставување соработка со корпоративниот сектор, привлекување нови волонтери преку нивно ангажирање во проектни активности, реализирање на проектот социјалната инклузија на ранливи групи на население, деца без родители, самохрани родители, деца со инвалидитет, деца на улица и друго, и градење на капацитети за работа во мултиетнички средини. Во составот на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба активно функционира и клубот на млади, кој действува и работи како организација на младите на територијата на општините Газибаба, Арачиново, Илинден и Петровец. Тој представува продолжение на младите на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба Скопје, формирани во 1977 година. Клубот на млади своите активности ги остварува согласно со статутот на Црвениот крст на Република Македонија и правилникот на млади на Црвениот крст на Република Македонија. Клубот на млади на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба делува под официјалното знаме на Црвениот крст и има свој амблем. Со презентација на активностите на Оделението за превенција при СВР Скопје, денеска беше одбележан Денот на превенција на полицијата, како и 5 години од постоењето на Оделението за превенција при СВР Скопје. Партнерите на Оделението за превенција, мисијата на ОПСЕ во Република Македонија, представници од Министерството за образование, представници од локалната самоуправа и од основните и средните училишта, Сдруженијата на пензионери, ЈСП Скопје, Кодин Горска, Коледжот Јахја Кемал, АД Скопски саем, Црвениот крст на град Скопје и Македонското Радио Скопје добија плакети и благодарници за нивното учество за превенирање на насилството. Помошникот на министерот за внатрешни работи за меѓународна соработка Сали Рамадани истакна дека МВР во многу наврати покажало дека се залага за квалитетна реализација на превентивните мерки и активности. Министерството за внатрешни работи во изминатиот период и организирано и преку директно учество со своите представници во локалните совети за превенција покажа дека сме подготвени да партиципираме и да го дадеме својот максимален придонес во што по квалитетна реализација на сите превентивни задачи и активности. Секретарот на град Скопје Гордана Клинчарова истакна дека градот активно се вклучува во обезбедувањето на превентивни мерки преку проектот Безбедност во училиштата, кој се реализираше во 6 средни училишта кои се во надлежност на град Скопје. Проектот за безбедност на училиштата, кој што беше спроведен во 6 средни училишта кои што се во надлежност на градот Скопје. Бидејќи овој проект се покажа како доста успешен, продолживме и во оваа година во спроведување на овој проект во останатите училишта, значи моментално тој се спроведува во останатите 15 училишта. Исто така сме активни и во делот на превенција на сообраќајот, каде што заедно со Министерството за внатрешни работи и Советот за безбедност во сообраќајот во изминатите неколку години имаме направено поголем број на значајни реформи, како и едукација се со цел за зголемување на безбедноста во сообраќајот и на граѓаните воопшто. Превенцијата активно ја практикуваме и во делото заштита на пожари, при што заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за внатрешни работи секоја година на почетокот на летниот период се врши електронска и печатена кампања како да се заштитиме од пожарите. Директорот на ЈСП Мишо Николов доби плакета за залагањето на предпријатието за обезбедување мирен превоз без инциденти во автобусите на ЈСП Скопје. Го започнавме проектот заедно со СВР Скопје, со општината Кисела вода и општината Сопиште за превенција, односно намалување на инцидентите во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие. Ние на нашите дисплеи во автобусите постојано иде порака до нашите патници дека не треба да се креираат инциденти, дека треба внимателно да се однесуваат патниците во автобусите се со цел да се избегнат тие несакани ситуации. Исто така истовремено ние
за намалување на инцидентите. Работивме четворица контролори, чија што задача е постојано да се грижат да учениците во средните училишта не наседнуваат на вакви инциденти. Навистина мислам дека веќе имаме успех, односно веќе имаме информации дека овие контролори доследно ја вршат својата работа. Истовремено на план ни се да вработиме уште четворица, со тоа мислам дека ќе ги покриеме речиси сите проблематични места во градот, со што ќе придонесеме за намалување на инцидентите. Истовремено работиме на набавка на снимачи на камерите, со што ќе имаме и снимки што се случува во автобусите по минатите 3 дена, со што ќе помогнеме на Министерството за внатрешни работи да подобро ја вршат својата задача, односно на тие снимки да видат што всушност се случувало во автобусите. Поволните временски услови дозволија непречено да се работи на пречистителната станица во Ново село во општина Ѓорче Петров, соопштуваат од општината. Од општина Ѓорче Петров информираат дека досега се завршени подземните базенти и денови веќе започне и поставувањето на дел од опремата за прочистување на фекалните води од 78 километарската канализацијска мрежа, реализирана во Волково, Волкова Пржина, Кисела Јабука, Ново село и Стопански двор. Ова е исклучително важен проект кој ќе значи комплетно собирање и пречистување на фекалиите, а прочистената вода ќе се користи како техничка затоа што со изградбата на оваа станица пречистувањето на водата ќе биде повеќе од 85%. Опремата ќе се вградува на 6 метри под земја во вкопаните битонски базенти, а филтрите и другата потребна опрема за завршната фаза на пречистување ќе се постави на второто 7-метарско надземно ниво. Проектот треба да заврши до крајот на идната година, но овој рок може да биде и пократок, зависно од временските прилики, се вели во соопштението од општина Ѓорче Петров. Овој објект се гради во соработка со градот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање. Општината исто така ќе вложи свои средства и ќе ги изгради водоводната мрежа и пристапниот пат до станицата. Ова ќе биде втора пречистителна станица по големина во земјава. Најголемо значење на овој проект е тоа што со неговата реализација ќе се заштитат артериските бунари кои се покрај реката Лепенец, а од кои градот Скопје во сушниот период ги надополнува своите капацитети. Проектот чини 7 милиони евра. Олимпијакос и Бајер Леверкузен се новите патници во осмина финалето во Лигата на фудбалските шампиони. Усаин Болт и Шилиен Фрейзер се прогласени за најдобри атлетичари на Јамајка за 2013 година. Следува спортот, но пред тоа рекламите.